За вистинска одлука на граѓаните се потребни целосни информации, што е обврска и на владата, изјавила Радмила Шекеринска на 14 октомври 2004 година од трибина во Тетово во рамки на кампањата за бојкот на тогашниот референдум за задржување на старата територијална организација. За неа сега не е најважно граѓаните да ги знаеа предреферендумски уставните измени и другите замки од Преспанскиот договор. Пред 14 години било клучно. Бојкотот за Шекеринска и целото раководство на СДСМ тогаш бил излез. Успешен референдум би значило враќање на Македонија во минатото, затоа на 7 ноември останете дома. Гледате си телевизија и референдумот нема да успее. Иако интернет архивите се 100% избришани и нема електронска трага од кампањата на тогашната власт за граѓаните да си останат дома на денот на гласање, во архивите на весниците стои историјата. Колкава поддршка ни даваат странците за побрзо да ги изодиме нашите евроатлантски патишта, а сега некој сака да застане на тој пат и да не сопре. И тогашниот претседател Црвенковски бил за референдумска смрт, иако претседател на сите граѓани, партиските одлуки за него биле приоритет. Ако е успешен референдумот, знам дека Македонија ќе се соочи со неизвестност и ќе загуби драгоцено време. Ќе треба да одлучиме меѓу европската перспектива и балканските предрасуди. Архивите на Дневник и Утренски весник се полни со изјави на Кондарко, Хари Костов и сите останати челници на СДСМ. На страниците на весниците очигледно е и дежа ву сценариото на тогашната власт во соработка со меѓународната заедница, ама во полза на бојкотот. И сега Брисел и Вашингтон ни дуваа в грб на владата, но му судеа на бојкотот. Свесни сте дека ова е голема шанса за вашата земја. Никому нема да кажам како да гласа, но сакам да се уверам дека македонците се свесни за нивниот избор и за можните последици од референдумот. Ваш е изборот дали сакате да се насочите кон иднината која ве води кон Европа, мир, стабилност и просперитет, или сакате да гледате назад и да се концентрирате кон минатото. Референдумот не успеа, ни тогаш. Брисел славеше, ама Македонија не влезе во ЕУ. Ами 14 години подоцна, пак е на истиот тест и пак има неуспешен референдум. Ама сега од истите играчи не признаен. Оние кои во 2004 го славеа немањето цензус, заради што и ДИК објави јасно и гласно дека референдумот е неуспешен, а организаторите прифатија, сега во потполно истата ситуација. Бојкотот го игнорираат и спротивно на правните, но и своите принципи. Сега една третина излезност, за нив е победа. Референдумот не успеа ни според иницијаторот, ни според власта. Цензусот не е исполнет. За гласаа повеќе од 410.000 граѓани. Повеќе од 1,2 милиони граѓани останаа дома. 14 години подоцна, за истата власт и меѓународна заедница, над 1,2 милиони граѓани не постојат.